Оваа година е прокламирана како година на стабилизација во стопанството. Напорите на општествено-политичките заедници, на нивните органи и на стопанските организации главно ќе бидат свртени кон решавањето на повеќе клучни проблеми, кои со години наред го невозможуваат нормалното работење во нашите пазарни услови на стопанисување. При тоа централно место ќе му се даде на решавањето на проблемот на неликвидноста, што е сосема разбирливо, бидејќи и последиците што произлегуваат од ова појава се такви што директно влијат врз работењето на стопанските организации. Од друга страна, работникот го ставаат во ситуација да не биде сигурен дали навреме ќе го прими својот личен доход. Впрочем, во нашата република имаше и такви случаи, работници во повеќе стопански организации да не примат личен доход и до 90 дена. Во јули минатата година, Сојузниот извршен совет донесе така наречен пакет на мерки за решавање проблемот на неликвидноста. Нивната основна карактеристика е на нашиот пазар да се создадат такви односи во кои ќе нема место за оние работни организации што бележат загуба, што не ги извршуваат своите обврски кон деловните партнери или пак своето работење го трасираат врз користење на туѓи средства. Иако овој пакет на мерки пратениците го усвоија уште во јули минатата година, на работните организации им беше оставен рок од 6 месеци по можност што повеќе да го прилагодат своето работење на новите прописи, кои патем речено се мощни и ригорозни, а предвидуваат и такви санкции како што е, например, ликвидација на работната организација. Некои од овие прописи се во важност од 4 декември, а поголемиот дел од нив од 1 јануари годинава. Тоа значи дека веќе може да се очекуваат и последици од нивната примена. Значи, прописите се веќе во сила, а од работните организации се бара да се придржуваат кон нив, без оглед какви последици ќе произлезат. На последната заедничка седница на сите собори на Собранието на Македонија, еве како го оцени нивното оживотворување во практиката председателот на Извршниот совет на Македонија, доктор Ксенте Богоев. Сите прописи од овој комплекс што стапуваат во сила во 73-та година, не впуштајќи се во оценката и основаноста на нормираните временски и вредностни критериуми, ни во карактерот на санкциите, представуваат систем на неопходни правила за однесување во создавањето на деловните односи. Тие се постулати на деловниот морал и финансиската дисциплина, без кои е невозможно одржувањето на елементарниот ред во секое пазарно стопанство. Тие во нашите услови сега се регулираат со законски акти и административно наложени санкции, иако по својата суштина представуваат узанси во кодексот на деловниот морал на секое стопанство кое што е консеквентно засновано врз пазарни принципи, независно од општествено-политичкиот систем. Затоа, во основа тие треба да се третираат како трајни и општо прифатливи мерки, што ќе доведат до радикален пресврт во конституирањето на чисти деловни односи, со кои е неспоиво толерирањето на предпријатијата кои работат со загуби, без последици за банките кои ги кредитираат и поверителите што ги прифатиле како должници, или изведување инвестиции без обезбедени финански средства од формираната сопствена или туѓа акумулација, ни делба на доходот ако тој реално не е остварен, нити пак должничко-поверителски односи кои постојано само се кумулираат, место уредно да се ликвидираат и одново воспоставуваат. За нас мушно е интересно прашањето како македонското стопанство го дочека 1 јануари. Поточно, каква е состојбата во нашите работни организации по примената на законите за решавање проблемот на неликвидноста. Да почнеме со загубите. Прописите бара оние предпријатија или установи што до 4 јануари нема да ги санираат своите загуби од 1971 и претходните години да бидат ставени под присилно поравнување и стечај, или популарно речено да бидат ликвидирани. Во Македонија до овој рок 58 работни организации не најдоа решение и против нив е судска постапка. Меѓутоа, според најновите податоци на Службата за општествено книговодство, за неколку позначени од нив, деловните партнери и локалните општествено-политички заедници пројавија интерес да им ги санираат загубите.
Всушност, со несанирани загуби останаа главно помали предпријатија со мал број вработени. Тоа главно се остатоци од некогашните ГГ предпријатија. Со оглед на тоа што проблемот на загубите од миналите години беше мощно силно изразен во Републиката, се смета дека сегашната состојба може да се оцени како задоволувачка. За илустрација, пред 4 декември 166 работни организации со десетина илјади работници имаа стари загуби. Меѓутоа, со максимално ангажирање на средствата од фондовите за заеднички резерви и банките, како и со напорите на самите колективи, овој број двојно се намали. А дотогаш 387 милиони динари загуби, непокриени останаа само околу 44 милиони. Значи, на законот за санација по основ на загубите, нашето стопанство успешно му се прилагоди, но при тоа плати и мощне скапа цена. Фондовите за заеднички резерви скоро се наполно празни, а пренаменети се и значајни банкарски средства, што без друго ќе се одрази врз идниот стопански развој на нашата република. Кога сме кај загубите, да го кажем и тоа дека проблемот се уште не е решен. Поточно не се решени тековните загуби од минатогодишното работење. Тие ќе се знаат дури по поднесувањето на завршната сметка некаде до крајот на февруари. И тука состојбата ќе биде мощно сериозна, зашто според октомвриските податоци 94 стопански организации со 12.000 вработени искажуваат негативни финансиски резултати. Ако по завршната сметка не најдат средства да ги покријат, ќе ги сносат сите последици на законот за санација. Според една анализа на службата за општествено книговодство, се работи за сума од околу 80 милиони динари, што не е малку ако се знаат слободните расположиви средства во Републиката. Меѓутоа, на повеќе места можевме да слушнеме и тоа дека постои опасност минатогодишните загуби да се прикажат во многу поголем обем од што е фактичката состојба. Работните организации, свесни дека некој ќе мора да ги санира, барем тоа го покажала досегашната практика, веројатно ќе се трудат да добијат што поголем санационен кредит, бидејќи тој се дава под многу поповолни услови, а при денешното скапо позајмување на капиталот, со вишокот на кредитот ќе си ги решаваат своите тековни проблеми. Така лесно може да се случи, предпријатијата што лошо работеле, уште и да извлечат полза од примената на новите прописи, се разбира за сметка на оние што работеле добро. Како што ни информира во службата за општествено книговодство, за да се спречат ваквите појави, ќе биде засилена контролата на завршните сметки, особено во оние случаи кога се работи за поголем износ на загуби. Денес кај нашиот работен човек може би најголема загриженост предизвикува законот за ненамирени обврски и ненаплатени побарувања од 90 дена. Тој директно е врзан со повеќе други прописи. Се смета дека нивната примена врз својот джеб ќе ја почувствува секој трет запослен во нашата република. Имено во случај кога работната организација е со блокирана жиросметка, работниците ќе примат 90% од просечните минатогодишни лични примања. Од друга страна, ненаплатените побарувања постари од 90 дена ќе се отпишуваат за 12,5%. Тоа значи за толку помал приход и доход за распределба за лични примања. Колку е проблемот сериозен, најдобро говорат податоците дека македонското стопанство пред 2 месеци побаруваше над 9 милиарди динари, од кои половината се постари од 3 и повеќе месеци. 220 стопански организации со околу 45.000 запослени се со блокирани жиросметки преку 90 дена. Секоја пета од нив своите обврски не може редовно да ги намирува повеќе од 2 години. Во исто време, тужбените барања за наплата на побарувањата годишно нашето стопанство го чинат над 60 милиони динари, или сума доволна за изградба на една средна фабрика. Во последните неколку месеци, службата за општествено книговодство неофицијално не информира дека според сегашната ситуација околу 65.000 запослени во Македонија, поради неликвидноста на својот работен колектив, треба да примат намален личен доход. Пред 20 на дена ова бројка беше за 20% поголема, но во меѓувреме неколку поголеми работни колективи, меѓу кои Треска, Југохром и Маврово, успеа да се деблокираат. За некој од нив интересно е да споменеме дека излезот од неликвидноста го побара и преку отстапување на дел од личните примања на работниците преку позајмица. За жал, овие примери се осамени,
а обично решенијата се чекаат однадвор. Според искажувања на добро упатените, крајно е време финансиските стручњаци во работните организации максимално да се ангажираат околу наплатата на побарувањата. Меѓутоа, трајниот излез треба да се бара во производството на конјунктурна стока, зашто во денешните услови на пазарно стопанисување, само за таква стока може да се оствари редовна исплата. Се укажува и на потребата од намалување на материјалните трошоци на работењето. Податоците говорат дека главно поради нив доходноста на македонското стопанство е за околу 20% помала од југословенскиот просек, поради што и нашите производи се забележително послабо конкурентни на пазарот. Од другите прописи, македонските стопанственици посебно ги загрижуваат Законот за обезбедување на обртни средства од трајни извори и за сведување на разликите во реалните вредности. Првиот пропис бара до 1975 година 70% од обртните средства да бидат сопствени или пак долгорочни кредити. Меѓутоа, сегашната ситуација е таква што овој избор на финансирање во вкупните обртни средства на македонските предпријатија учествува некаде со околу 35 до 40%. Според една пресметка, за да се достигне бараниот процент, предпријатијата за ова намена годишно ќе мора да издвојуваат по 500 милиони динари, што представува поголемиот дел од нивниот доход. Со тоа, скоро наполно би замрела модернизацијата и проширувањето на постојните прометни и производни капацитети. Инаку, залихите се повеќе годишен проблем на македонското стопанство. За илустрација, во првата половина од минатата година ти изнесува 6,5 милиарди динари, или скоро двојно повеќе од што е потребно нормално да би се одвивало нашето производство и прометот. Ова умртвување на обртните средства, заедно со ненаплатените побарувања, е основната причина што коефициентот на вртење и ефикасноста на користењето на средствата значително заостануваат зад југословенскиот просек. Од досега изнесеното можеме да констатираме дека македонското стопанство ќе се најде во мошна тешка состојба. Се добива впечаток дека новите прописи не ги пречекува најподготвено. Впрочем, во последните неколку месеци, во барањето на соодветните решенија за прилагодување на прописите, наместо предпријатијата, најактивни беа работните групи, што за таа намена ги формира републичките и општествено-политички организации. Дури преовладува мислење дека причината за ваквата пасивност на работните организации е во немањето на соодветен стручен кадар да ги разберат прописите. Како аргумент, меѓу другото, се споменува и малиот број барања до банките да се пролонгира отплатата на недостасаните кредити, за да се деблокира предпријатието и да се избегнат последиците од примената на повеќе прописи. На крајот да го кажем и тоа дека новите прописи товарот на решавањето на проблемот на неликвидноста во известна мера го префрлат и на нестопанството, што е можда значајно. Општествено-политичките заедници се задолжуваат навреме да ги плаќаат своите обврски кон стопанството. Инаку во висина на неплатениот долг нема да може да ги наплатуваат своите зафаќања од работните организации. Во исто време е предвидено запослените во таквите нестопански организации да примаат и намален личен доход. Од друга страна се ограничуваат и приходите за буџетите и заедничката потрошувачка, што представува директно растоварување на стопанството. Така, според една анализа, само преку ова ограничување, за сметка на намалените издвојувања за придонеси од личен доход и од доходот, на македонските предпријатија за акумулација ќе им останат повеќе за над 120 милиони динари.